Симпатичниот ресторан Конзулат ја домолува богатата разновидност на њујоршката метропола и енергичната мешавина на светски влијанија низ неговиот концепт за храна, коктели и дизајн. Идејата изникна од животното искуство на Методија како странец од Македонија, кој бил во авантура по американскиот сон во Њујорк. Му се приклучил и неговиот брат Кирил. Денес во двата ресторани имаат околу 100 вработени. Со рафинирано глобално француско-американско софистицирано мени, креирано од познатиот готвач Алан Варгас, Конзулат ги води гостите на меѓународно патување и доживување со експлозија на медитерански вкусови за сите кои што ценат што е добра храна. Од работење по кафулење во Скопје, преку келнери до собственици на ресторани во Њујорк. Која е формулата за успех во Њујорк, за кога вела дека ако успееш овде, можеш да успееш секаде? Близнаците Михајловски, кои се синоним за успех во Соединетите Американски држави, веќе имаат два ресторани зад себе. Ова е само дел од нивната успешна приказна, за која самите велат на почетокот воопшто не било лесно. Мики живее во Њујорк од 2011, а неговиот брат Кирил од 2016. Како што вели самиот, го испекол занаетот во Њујорк и се навраќа на почетоците. Се најде локацијата, значи концептот од секогаш беше дека се вика ресторанот што ќе отвориме Конзулат, бидејќи нели Конзулат е место, да кажеме во Њујорк, македонскиот Конзулат е место кое што им помага на имигрантите и на професионалците кои што доаѓаат во Њујорк. И Конзулат е исто така место каде што се случуваат нови пријателства и бизниси, така да ние одлучивме дека ќе имаме Конзулат кој што нема да биде само за македонците, него едноставно ќе биде за сите во Њујорк. Да се работи во Конзулат, треба да се има најмалку 3-годишно искуство во угостителскиот бизнис, особено за француска храна, познавање на вината и коктелите, велат собствениците. Вина е, ние викаме Френч Модерн Америка. Значи, имаме декларирано кујната као на некој начин нека фузија од француски традиционални јадења и дадохме слобода на нашите главни кувари да имплементираат, да воведат во менито други интернационални јадења кои ќе бидат готвени со француска техника на готвење. Главните готвачи ги смислуваат специјалитетите на дневна база. Тоа е веројатно урнекот за успех и прифаќање на ресторанот и од најприбирливите њујорчани. За конкуренцијата, Мики вели дека тоа е здрава работа, оти, како што нагласува, те движи да бидеш најдобар во тоа што го правиш. Постојано да го подобруваш квалитетот на храната и услугата со оглед дека во Њујорк има околу 6000 ресторани. Вела дека во Њујорк ако успееш, си успеал на секаде. Точно ли? Па, мислам дека Њујорк е полесно да се успее во Македонија. Зошто? Па, едноставно, прво има голем обрат на капитал, значи средната класа е голема и потрошувачката моќ на населението во Њујорк е значи енормно висока. Така да плюс е полесно, те движи, те мотивира, лесно се отвора бизнис и колко да ги кажам, едноставно има многу народ кои што имаат платежна моќ да излезат, да ручат, да вечерат, да си купат. Што е следно за овие двајца скопски креативци? Планираат нова локација, да отворат кафуле за кафе и вино во квартот Вест Вилидж во Њујорк.
Дали одите често дома во Македонија? Што ви недостига најмногу од Македонија? Морето. Секогаш нели, родителите и пријатели. Значи, нашите родители се се уште таму, пријателите сите најблиски ни се таму пријатели, така да уживање ни е секој пат да отидеме дома, еве годишно мислам дека успеваме по 2 пати да отидеме дома. Во Америка својот успех го припишуваат на упорноста, но и напорната работа. Брендот Конзулат, познат на Upper West Side како бар и ресторан инспириран од вкусовите на Франција, и отвори својата втора локација во Мидтаун во Менхетен. Креаторите на проектот, скопјанецот Методија Михајлов и неговиот брак близнак Кирил, се собственици на оригиналната локација во овој дел од градот, но сега ќе нудат својата приказни во Менхетен. Јане Бојачиевски, Глас на Америка на македонски, Њујорк.